Мери жално го гледа загадениот воздух над незината зграда. Иако живее на највисокиот кат од зградата, заради загаденоста на Скопје незиниот поглед не стигнува подалеку од неколку згради пред незината. Заради оваа тажна гледка, таа протестира постојано за почист воздух. Мери секогаш е во првите редови на протестите, а има и зошто. Јас имав лична приказна, личен проблем со загадувањето на воздухот. Поточно завршив на клиниката за детски болести заедно со мојата киркичка која што фати пневмонија на многу сомнителен начин, значи без никакви претходни болести и проблеми со респираторен систем одеднашка. Едноставно за 24 часа разви симптоми на пневмонија и докторите кога го препишаа сето тоа на загадувањето на воздухот, станав свесна во суштина што дишеме. Мери не е единствената жртва на загадувањето. Со слични проблеми е и скопјанецот Лазар. Има многу функции во животот, ама една функција заради која што сум тука е зашто сум татко на едно малечко детенце од 2,5 години што се нарекува Калин и која што заглави 2 месеци дома без да излезе надвор, затоа што надвор има гнасен воздух кој што е 1000 PM честици над нормалната. Потврда за ваквата алармантна состојба стигна и од лекарската фела. За време на бременоста на мајката и растот на плодот, кога почнува да се анатомски и функционално развива плодот, во сите тие фази, било кој контакт со загадување, предизвикува одредени оштетувања, зависно од тоа кој орган или кој систем е зафатен, а тоа пак ќе зависи од тоа кој е хемискиот состав на загадувањето, што највеќе имаме во нашите филтри, односно во нашиот воздух. Тогаш кога ќе се родат децата во дојначката возраст и во таа претшколска возраст, исто така еден период на развој и кај овие деца кои што се изложени на аерозагадување, имаме во првите месеци имаме при раѓањето имаме помала родилна тежина, а понатаму имаме помали анатомски помали бели дробови. Значи растот на белите дробови е забавен, а на тој начин и самиот процес на дишењето исто така е афектиран, па уште ако се погоди дека тие деца се појавила астма, која не мора да биде причината од аерозагадувањето, тогаш имаме чести обструктивни бронхити, значи тие респираторни инфекции кои што се почести кај овие деца кои што се долго време изложени. Значи во главном афектот е на имунолошкиот систем и на растот на белите дробови, а со тоа и намалена е функцијата на белите дробови. Па ние сме среќавале кај деца кои што живеат во загадените делови на градот или во загадени градови кои што беше Велес или Скопје, помали респираторни функции отколку децата во контролните групи. Тие се уште не се болни, меѓутоа полесно се задишуваат, има помал витален капацитет на белите дробови и се потенцијални болни во иднина, бидејќи со намалена респирација се оштетува респираторниот, меѓутоа подоцна и кардиоваскуларниот систем. Индиректно канцерогени значи дека во својата непосредна околина предизвикуваат реакција на воспаление. Кога тоа воспаление се случува во подолг временски период, самото воспаление понатаму може да тригерира неоплазма, односно малигна болест. Загадениот воздух не смета само на малите деца. Изложеноста на PM10, особено на PM2,5 честичките, има директна корелација со појавата на разните видови на карциноми. Светска здравствена организација редот на величина од PM2,5 до PM10 ги има ставено во група 1 канцерогени, тоа значи силно канцерогени честици. Верували или не, кога ќе се зголеми количината на PM10 честици во воздухот за само 10 микрограми на метар кубен, тогаш инциденцата во тој математички модел би пораснала за 22% на бројот на вкупни заболени случаи од карцином на бели дробови. Додека како одиме према поситните диаметри, која би се зголемила за 10 микрограми на метар кубен, количината на PM2,5 честиците, тогаш за цели 36% се зголемува инциденцата за рак на бели дробови. Имаме една стабилна, за жал, стапка на пораст, која што не е изненадувачка, секоја година малце по малце расне бројот. Аерозагадувањето ги има истите ефекти. Се налепуваат плочки од загадување од честичките во крвните садови, се стеснуваат крвните садови, а стеснување на крвен сад
често пати доваѓа и до затнување, а затнувањето дава инфаркт. И затоа инфарктот на срцето е срцев инфаркт, а горе на мозокот е мозочен удар. Според изготвената студија на Институтот за јавно здравје во соработка со Финскиот институт за јавно здравје, неверојатни 1350 луѓе годишно умираат во Македонија заради загадениот воздух. Податоците од студијата го класифицираат Скопје во ранг на најзагадените градови во светот. The air pollution levels are very high in Skopje especially, but even the other cities in Macedonia. And in international comparisons, I think that the pollution levels are among the highest in European context and even to some extent comparable to polluted cities like Beijing in China. Според оваа студија, 32% од загадувачите на скопскиот воздух се домаќинствата, 22% паѓаат на транспортот, односно автомобилите и автобусите, околу 20% се градежништвото и индустријата. Во Скопје годишно се горат околу 800.000 метри кубни дрва. Ова го прави градот најзагаден воедно и најскап град за загревање во регионот. Најмногу домови, околу 120.000 во Скопје, се загреваат на дрва. Значи, загревањето со дрва има две компоненти на штета. Едната штета е сечата, нели? Тоа дрво треба некако како огревна маса да стигне до одредено семејство. И од друга страна е горењето на самото дрво, кое што нормално преку процесот на согорување придонесува дополнително за зголемување на загадувањето на воздухот. Гасот согорува 98%, а кај дрвата е некој просек, зависи сега од котелот. Меѓутоа кај гасот е фикс 98%. Дрвата максимумот, јас како што знам, како што имам и видено и чуено и прочитано, е некаде 56 до 60%. Значи 40% гасот повеќе согорува, така да кажем, додека кај дрвата тоа оди во чат. За разлика од другите градови во регионот, Скопје ја нема опцијата за грејење на газ. Скуп Македонија направи анализа колку чини загревањето на 1 метар квадратен во Скопје, Софија, Белград, Загреб и Струмица. Да предпоставиме дека за загревање на 30 метри квадратни во Скопје се трошат околу 6 метри кубни по домаќинство годишно. Тоа би чинело 18.000 денари годишно или за загревање на 1 метар квадратен, просечно домаќинствата во Скопје би потрошиле околу 600 денари за една грејна сезона. Околните главни градови на Балканот се гасифицирани и за загревање на 1 метар квадратен со газ би платиле 2 до 3 пати помалку. Така во Загреб загревање на метар квадратен со газ чини околу 290 денари по сезона, Белград 250, додека во Софија 185 денари. За да се увери дека е така, Скуп Македонија ја посети Струмица, единствениот гасифициран град во земјава, каде домаќинствата и јавните објекти можат да ги користат благодетите на газот. Загреваме 100 квадрати, сметките се негде сега, последната сметка е негде околу 7-8.000 денари. Тоа е нормално за такви температури под минус 10-15 степени. Инаку во пролетниот период, пошто имаме и топла вода за грејење, за бањење тие работи, 2.000 денари, 3.000 денари, нормално. Порано користевме, значи, околу 60.000 денари за дрва, сега во цел периодот, зимскиот период, негде 40-45.000 денари, значи поевтино во секој случај. Пред да бидат поставени котлите на газ, трошевме некаде околу од 90 до 100 тони нафта годишно, или тоа е некаде околу 50.000, така нешто, 50-60.000 евро годишно. Од кога сме на газ, заштедивме околу 50% од парите предвидени за затоплување на училиштата. И ако трошивме околу 50-60.000 евра годишно, сега трошиме од 25.000 евра до 30.000 евра за гасот. Струмица газ веќе 2012 година ги почна првите гасифицирани институции кои што се на локално ниво, тоа се градинките, школите, општината, домот на Арама. Значи, истите тие институции претходната грејна сезона 2011-2012 беа потрошиле за грејење на нафта некаде околу 21 милион денари. Наредната сезона, значи 2012-2013, истите тие институции
потрошија некаде не повеќе од 10 милиона денари. Но ова не е најголемата придобивка за градот под царевите кули. Небото во Струмица е сино. Се доби нешто за иднината на идните генерации на децата во градот. Се доби чист воздух. Струмица гасот со специјализирани камиони го носи од Бугарија. За разлика од Струмица, Скопје цевката со гас ја има добиено уште пред 20 години. Капацитетот на оваа цевка е 800 милиони метри кубни газ, а секоја година се користат не повеќе од 15%. Гасификација на целата територија беше ветено во програмата Природба во 100 чекори на ВМРО ДПМН уште во 2006 година. Ќе отпочнеме активности за рационално проширување на гасоводната мрежа на територијата на Република Македонија и создавање можности за етапно воведување на гасот како алтернативен извор на енергија во домакинствата и индустријата. Се наведува на страна 55 од програмата Природба во 100 чекори од 2006 година. Но и после 12 години ниту 1 сантиметар гасовод не беше пуштен кон домаќинствата. Следно ветување за гасификација стигна една година подоцна. Во октомври 2007 година поранешниот вице-премиер и кум на екс-премиерот Никола Груевски, Зоран Ставревски, вети изградба на гасоводен прстен околу Скопје, но до денес ваков прстен не е изграден. Ветувањата се нижеа, но скопјани трошеа се поскапи и поштетни енергенси. На терен се уште нема еден изграден сантиметар од гасоводниот прстен, кој требаше да чини околу 70 милиони евра. Само за споредба за дрва годишно во Скопје се плаќаат околу 40 милиони евра. Со заштедите од гасот, само за 2 години ќе се врати инвестицијата за гасификација на градот, а градот ќе добие значително почист воздух. Инаку гасификацијата на Скопје би чинела толку пари колку што во изминативе 3 години чинеа само анексите за фасадите на проектот Скопје 2014. Околу 60 милиони евра чинат само театарот и панорамското тркало што се гради пред него. Околу 60 милиони евра чини само леењето на спомениците од проектот Скопје 2014. Скуп Македонија побара изјава од градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, но и покрај нашите барања тој одби да одговори. Постојано инвестираме во споменици и во нешто што нас не ни треба. Децата сакаат да шетаат во парк, не сакаат да шетаат да гледаат споменици. Препораката од Струмица е итна гасификација на Скопје. Ние успеавме да за едно рекордно ниво за година и пол дена да завршиме некаде 11,5 километри гасовод, кој што беше направен како прстен со влезови во главните делови во градот, до секоја градинка, до секоја институција. Ја не викам дека Скопје ќе се гасифицира за 6 месеци, ама нека се почне. Кога ќе се почне, ќе се заврши. Дел по дел, партија по партија, ќе се заврши. Значи, час поскоро да се воведат сите современи методи. Градоначалникот Коце Трајановски истата година кога Струмица започна со гасификација 2012-та, вети гасификација на Скопје. Струмица се гасифицираше година и пол покасно, но до денес газ во домовите на скопјани нема. And in Finland, one of the biggest improvements in urban air quality occurred after the 50s, in the 60s and 70s, when district heating systems were built and the house-based combustion moved from mainline heating to just recreational or additional heating. Иако Скопје има централно грејење во градот, сепак најголем дел од топланите не се гасифицирани и водата за парното ја загреваат на мазут и на нафта за домакинствата. Ваквиот модел има високи производни трошоци и многу ја загадува животната средина. Податодите ни кажуваат дека преку 40.000 домакинства беа на системот на стара топлификација. Но проблемите почнаа негде со приватизацијата, односно се базира на алчноста на некои луѓе кои што сакаат повеќе да заработат. Затоа и цените ги дигна на безвест. 2008-2010 година, оприлика тие години, имавме масовни исклучувања, значи околу 50% од корисниците на тој систем се исклучија поради високите сметки. Тоа беа сметки кои што беа многу високи, значи сметката за грејење беше колку вкупно сите останати сметки поголема.
Сите сакаат да се греат на таков систем, колективно, затоа што нема грижи за грењето, меѓутоа тоа беше веќе неподносливо. Тоа беше очигледно дека беше кражба. Втор најголем загадувач на Скопје со години се автомобилите, односно нивните мотори со внатрешно согорување. Над 70% од возилата кои се возат по скопските улици се со дизел технологија. Овие возила загадуваат многу повеќе од бензинските, односно возилата чии мотори согоруваат бензин или газ. Градот Скопје, но и владата на екс-премиерот Никола Груевски не направија доволно за да се редуцира употребата на овие возила со административни мерки, за да ја намали загаденоста. Ке работиме на создавање стратегија и услови за замена на скапите и нееколошки нафтени погонски горива со природен газ преку конкретни програми наменети за јавниот и такси превозот, товарниот транспорт и слично. Ова се наведува на страна 55 од програмата Преродба во 100 чекори со која партијата на Груевски дојде на власт во 2006 година. Наместо гасифицирање на автомобилите во 2009 година владата дозволи увоз на автомобили постари од 10 години. Со тоа експертите велат дека владата директно го поттикна загадувањето на Скопје и на останатите градови во државата. Како ужасно лоша мерка се оценува и набавката на дизел автобуси во 2012 година. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје плати околу 50 милиони евра за набавка на 280 автобуси од Кина и Украина. Јас, како што знам, се купија нови автобуси од ЈСП, се убаво, го поздравувам тој потек. Но зошто тие автобуси не се на природен газ? Кога веќе во самиот круг на ЈСП имате бензинска на газ. Значи, во самиот двор нивни тие може да се ги полнат автобусите. Што тој газ е, природен газ е поевтино од нафтата, значи, поевтино ќе возат, нема да загадува. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски во 2012 година најави трамвај во 2013 година, но до денес ниту еден скопјанец се нема повозено на трамвајот. Проектот требаше да чини 150 милиони евра, колку 3 пратки на кинеските или украинските автобуси. Според студијата на Финскиот институт за јавно здравје и Институтот за јавно здравје од Скопје, како последица на загадувањето во Македонија се губат околу 70.000 години живот. Економскиот трошок од загадениот воздух е 253 милиони евра годишно или 3,2% од бруто домашниот производ. Се наведува во ланскиот извештај на Светската банка за земјава. За сега овие бројки, иако и сами знаете, одамна покажуваат загрижувачки податоци за здравјето на населението, загрозено во овој случај од аерозагадувањето, не гледам дека нешто посебно се променува. Значи, за сега, за жал, не можам да тврдам дека акциите кои што се презимаат, ако се превзимаат, се резултат на тоа што ги слушаат нашите повици. Очекувам дека во иднина тоа нешто ќе се промени. За сега не сум одушевен од тоа колку нашите совети се примаат. Нас никој не наслушна. Уште помалку не повика, уште помалку до денеска сме доживеале било каква мерка која што вистински била донесена како таква и која што се имплементирала и донела до некакви било какви резултати. Значи, господинот татко на градот Скопје, нашиот градоначалник, излезе пред неполни месец дена, ако не се лажам, кога има состанок на ниво на град Скопје заедно со сите градоначалници на општините, каде што кажа дека тие се договориле дека ќе се договорат да донесат мерки. Додека ние секојдневно губиме животи и додека ние на годишно ниво се соочуваме со геноцид на народот. На обичните граѓани не им преостануваат многу опции, освен борба за живот. Се додека седиме дома и додека ние не можеме да дишеме и се соочуваме со вакви огромни, енормни, лоши статистики, ние ќе се бориме, никогаш нема да престанеме.